Јавните предпријатија и општините во источниот регион од граѓаните денес побараа на минимум да ги сведат посетите на институциите. За сите информации и проблеми да се обраќаат електронски или по телефон. Значи, генерално да се дали преку електронските пошти, преку имейл, преку телефонски линии, се со цел да се избегне директен контакт или повеќе разлижување на луѓето. Инкасаторската служба значи нема да влегува по домовите каде што водомерите се внатре во самите домови, туку единствено ќе ги чита водомерите кои се надвор од домовите, извадени во надворешни шахти. А за останатите шахти апелираме граѓаните да се јавуваат на контактите кои што ги имаме оставено. Оваа одлука, сметаат од Водовод Кочани, нема да ја намали наплатата, зашто наплатните пунктови и понатаму ќе работат. Центарот за корисници кај нас е отворен, значи не е затворен, значи можат тие корисници и странки кои што не можат да се знајат со електронска уплата, можат да дојдат кај нас да извршат уплатата во Центарот за однос со корисници. Таму имаме предвидено заштитни мерки, лицата кои што се таму се со маски, со ракавици, со оние препарати за дезинфекција, така да во тој дел сме спремни. Освен јавните предпријатија, нередуцирани посети апелираат и од општините. Времено се укинуваат приемните денови во секторите и оделенијата во состав на општина Делчево, а со цел да се превенира појавата и евентуално ширење на коронавирусот. За сите информации, граѓаните да контактираат преку телефон или електронска пошта. Информираат од општина Делчево. Веќе од утре започнуваме и со дезинфекција на улиците преку нашето јавно предпријатие. Веќе утре целата зграда на општина Штип ќе биде темелно дезинфицирана. Се набавуваат течности за дезинфекција на граѓаните кои што доаѓаат овде во нашите канцеларии и секако денеска веќе остваривме контакти со превозниците од општинскиот превоз и со такси компаниите да побараме од нив да ги следат насоките. Во овој контекст веќе е известно дека повеќе традиционални манифестации во регионот нема да се одржат. Неколку активности, настани во општина Бровишти требаше да се случува овој месец, почетокот на наредниот месец. Традиционално зелникот на Баба во оваа година имавме најава на рекорден број на посетители надвор од границите на нашата држава, меѓутоа со оглед на слугите ќе биде одложена оваа манифестација. Исто така станува збори за првоаприлскиот маскинбал во Пробишти. Колку граѓаните ќе ги почитуваат овие апели и одлуки останува да покаже граѓанската свест за реалната опасност која е меѓу нас. Спасот за сите е само во доследно придржување на препораките од надлежните институции.